Сме спремни, значи, како општина и ќе отпочнеме одредени капитални инвестиции, тоа што го најавивме пред граѓаните во делот особено на патната инфраструктура. Еве очекувам до средината на овој месец отпочнеме со реализација на капиталната инвестиција која што изнесува негде над 24 милиони денари или некаде од 400.000 евра, а тоа е асфалтирање на повеќе улици во градот и населените места. Сите постапки во делот на изготвување на проектот, во делот на завршување на експроприацијата, во делот на тендерската постапка, избор на фирма, избор на надзор, се веќе завршени во делот на фирмата која што ќе ги асфалтира овие улици. Станува збор за улици во градот и населените места и тоа улицата Дане Трајков, таму ќе градиме и одреден дел и од канализационата мрежа и асфалтирање на истата, улицата Коџа Бајр, улицата Браке Миладинови, улица во селото Раклиш и улица во селото Јаргулица, како и кракот на 6 ноември во Радовиш. Исто така, паралелно како општина, сработивме уште една активност значајна за граѓаните, која што исто така ни беше ветена пред самите граѓани, а станува збор за поплучување на одредени пристапни улици во градот и населените места, така да 5 до 6 улици ќе бидат поплочени и со бекатон плочки и што, нели, во голема дела ќе го решиме и клучното прашање, односно клучниот проблем кој што еве нашите сограѓани ни го предочија на нас. Или вкупна инвестиција во делот на асфалтирање на улиците и во делот на поплучување на пристапните улици некаде над 25 до 6 милиони денари обезбедени од сопствениот буџет на општината Радовиш. Паралелно на тоа во делот на инфраструктурата ќе поработиме и на одредени други проекти, односно активности кои што од 2014 ги отпочнавме. Очекуваме еве сега првиот квартал на 2014, односно на 2015 бидат и завршени во делот на детските рекреативни качиња во Раклиш, во третата местна заедница во Војславци, во Калугерица, истите тие да бидат завршени за да отпочнеме со реализација уште на 2 вакви детски парка во селото Подреш и селото Злеово, а очекувам еве за брзо време да ја отпочнеме тендерската постапка конечно и во селото Раавица го реализираме ветувањето, односно изградба на мултифункционално игралиште со трибини, нели, нешто слично од типот на она што го изградивме претходната година во дворот на гимназијата Коста Сусинов. Очекувам, значи, со зацртаната динамика 2015 година да биде ставен главен акцент на инфраструктурата.